Благодарам, председателке. После искажани многу забелешки за овој закон, после многу поставени прашања, молк од мнозинството, молк од представникот од владата. Поседете си, колеги, стварно сме заморни, денеска имавме една богата лепеза од комисии и од седница во Собраниево. Сите сме заморни при крај на работно време, поседете си, одморете си, како што забележав и на Комисијата за европски прашања. Гледам не носите ни материјали, очигледно само проформа ќе гласате, но тука сме ние, ќе одработиме и за вас. Малку хронологија не е на одмет. Во 2011 година се донесе закон за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Со овој закон беше предвидено да комисијата брои вкупно 7 члена и 1 председател. Со формирањето на оваа Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен Државна комисија имаше за цел спојување на сите дотогашни владени второстепени комисии во едно независно, стручно, професионално тело со своја стручна административна служба. Надлежноста на оваа комисија со овој закон беше да постапува по предмети од управна постапка, како и по предмети од работни односи во втор степен, освен оние кои подлежат под Законот за административни службеници. После тоа, во 2013 година, со Закон за изменување на Законот за основање за Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, се доби нова надлежност, односно надлежноста да постапува по предмети од областа на инспекцијски надзор, член 1 став 3 од Законот за изменување и дополнување. Токму поради оваа надлежност, бројот на членови на Државната комисија тогаш се зголеми, па така наместо до тогашните 7 члена и 1 председател се зголеми на 10 члена и 1 председател. Член 3 и член 4 од Законот за изменување и дополнување. После тоа, во 2014 година, со Закон за основање на Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцијски надзор и прекршоци, се оформи ново тело, Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцијски надзор и прекршоци. Понатаму Државна комисија за инспекцијски надзор и прекршоци. Надлежноста на оваа комисија е да решава по дотогашните предмети од инспекцијски надзор, надлежност која дотогаш беше на Државната комисија и за која цел број на членови во 2013 се зголеми од 7 на 10 и 1 председател, вкупно 11 функционери и за прекршоци. Со формирањето на оваа комисија, бројот на членови во Државната комисија остана непроменет, односно Државната комисија се уште до ден денешен брои 10 члена и 1 председател. Сега, со предлог законот за измена и дополна на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, се предлага наместо бројот на членови и председател остане ист, непроменет, имајќи предвид дека членовите со формирање на Државната комисија за инспекцијски надзор и прекршоци остана непроменет во Државната комисија, или пак наместо Државната комисија да се укине, имајќи предвид дека со оваа комисија во нашата држава не двостепеност, имаме петостепеност на постапките, истиот да се зголеми за уште плюс 6 члена и каде во случајов сега со овој нов закон во членот 4 во членот 4 ќе се измени и вели вака. Во членот 3 претходно ставот 1 се менува и гласи: Државната комисија е составена од председател и 16 членови кои функцијата ја извршуваат професионално. 16 членови и плюс 1 председател, вкупно 17 функционери. Зашто ја кажам хронологијава? Има основа. Значи, сме тргнале 2011 7 члена, 2013 10 члена и председател, вкупно 11. Сега, после препораките од Европската Унија да се намалат бројот на државни комисии, вие велите ги фузираме во едно и намалуваме за едно, но го зголемуваме бројот на членови, значи прво не ги суштински, реално, не ги почитувате препораките на Европската Унија, наместо да се намалат, имате зголемување на број на членови. Предходно ви укажав дека владата има 16 министерства, сега имаме 16 државни комисии и тука се прави една паралелна структура на владата.
Ве прашав претходно дали со овој предлог всушност на законско решение би значило паралелен дуален систем во државата, обременување безпотребно на постапката, централизирање на моќта на државата во едно тело, зголемување на бројот на административни службеници за кои не се знае и дали се обезбедени соодветни услови за нивно работење, функционирање, бидејќи досега имаме сознанија, а не сте ги земале во предвид за условите во кои што работат досега вработените во Државната комисија. За жал немаа услови за работење. Но вие од приоритетните работи се зафативте. Да се зголеми бројот на членови во комисијата. Дополнително, дали со ова предлог законско решение се сака да се стави рака и контрола врз целиот државен апарат, системот, исто, односно да се почне и да се зависи само од еден човек, едно тело, во случајот Државната комисија, и дали ова стремење на еднопартиски, едноцентристички систем на владење се враќа во времето на едноумието. За потсетување, надлежноста на Државната комисија е да постапува по предмети од областа на пензиите, семејните инвалидски, старосни, телесни оштетувања, приватизација на градежното земјиште, закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, отуѓување на градежното земјиште, давање и одземање на лиценците за правните лица, распоредување, именувања, разрешување на директори на градинки, школи, болници, дисциплински постапки, распоредување, прераспоредување кои се водат пред МВР, АРМ и сите кои не подлежат под Законот за административни службеници, давање сертификати на доверливост, легализација на дивоградби од втора категорија, исплата на социјална помош, гарантирана и социјална помош за стари лица, па се до инспекцијски надзор и прекршоци. Со предлог законското решение, називот на Државната комисија е спротивен со надлежноста која ја има да постапува. Имено Државната комисија, покрај тоа што постапува по управна постапка, истата постапува и по предмети од работни односи, а кои не се во надлежност на Агенцијата за администрација, односно не подлежат под Законот за вработени во јавниот сектор или Законот за административни службеници, зашто и да се работи. Ова значи дека не може да во називот на Државната комисија да биде содржана само управната постапка, а постапката од работен однос да не се споменува никаде. Понатаму, членот 8 од Законот за изменување и дополнување гласи вака: членот 10 се менува и гласи: решенијата на Државната комисија се конечни и против нив странката може да поднесе тужба за водење на управен спор пред надлежниот суд. Вака, предложеното законско решение повторно е спротивно на самиот закон и повторно е спротивно на надлежноста која што има Државната комисија. Од причина што покрај тоа што Државната комисија постапува по предмети од управна постапка, како што кажав претходно, постапува и по предмети од работни односи. Од тука, дали е можно за предмет од областа на работните односи да се поднесе тужба за управен спор? Нешто што ве запраша и мојот колега претходно и нешто кое што се уште не е одговорено од представникот на владата. Елементарно непознавање е да се стави знак на равенство помеѓу управната постапка и постапката од работен однос, а уште поелементарно непознавање на правото е да постапките по работен однос се сведат на управна постапка. Дали се ова европски вредности? Не се. Дали ќе се олесни постапката и пристапот на граѓаните со цел полесно остварување на нивните права, гарантирани со устав и закон, или напротив ќе се отвори уште еден тотем кој секој граѓанин ќе треба да му се моли за да го оствари своето право? Дали ќе се со носење на ова законско решение во иднина ќе се даде можност и дали треба да очекуваме да оваа власт во иднина си го зголеми мандатот на председателот на владата, државата, собранието со измена на закон, како што вие предлагате овде? Велите, се продолжува со овој закон се продолжува мандатот на членовите на комисијата за уште 5 години, а треба да се изберат во собранието на Република Македонија. Веќе беа, како што кажав ја претходно, дека беа избрани во 2018, трета година како имаат мандат. Сега вие со закон како ќе го изреализирате тоа на вистина, стварно не знам. Немате право со закон да го прекинете
ќе ги избркате сите од работа или тие што не ви се подобни вас, ќе си донесете ваши партиски војници, затоа што и по начинот на носење на законот се фрла дамка и на самиот закон овде како ќе се носи во собранието. И знам, можам и одма точно да ви кажам што ќе следи на амандманската расправа. Одбивање на сите амандмани, нема да се каже од мнозинството ниту еден збор на комисијата, како што впрочем беше и за пописот. Некои паушални објаснувања, неиздржани, аргументирани, ниту политички, ниту правни, бидејќи бев нонстоп присутна. И за да потоа директорот на ДЗС жолчно од петни жили се појавува по телевизија за да објасни затоа што едноставно нема доверба. Немаме доверба ни во овој закон, затоа што со овој предлог закон, и кажа и претходно колегата, излегува дека се повторуваме, но едноставно тие се всушност забелешките. Се преземаат имотот, стручната служба и членовите на Државната комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцијскиот надзор и прекршочната постапка. Укажав дека грешите што се зголемуваат бројот на членови, вкупно 17 со сопредседател, спротивно на препораките на Европската Унија, плюс тоа го продолжувате мандатот, а дека може да се продолжи мандат со закон, не може, и вие тоа добро го знаете, но како и многу други работи во собранието, ќе си го аминувате и ова. Гледам дека не го браните законско решение, ве разбирам, не се брани нешто што не се брани, не може да се одбрани ова, не е издржано. Ќе го аминувате како и многу други работи. Повторно се стави европско знаменце, по 100 пат ќе повторам и по 200 пати ако треба ќе повторам, дека само сакавте да се скрати времето за дебата. И покрај тоа што заинтересирано работно тело беше Комисијата за европски прашања, си помина таму законот, па дури сакавте без мислење од Комисијата за европски прашања, за да ние тука колегите од опозицијата после 10 процедурални забелешки разберете дека треба да се почитуваат процедурите во собранието, да го бараме известувањето од Комисијата за европски прашања, за какви европски вредности и за каква европска администрација станува збор во случајов со ова законско решение. Јас да речам дека ќе очекувам одговор од представникот од владата, па или од вас од мнозинството, искрено ви кажам, не очекувам, затоа што нема да одговорите, но граѓаните гледаат и ќе судат. Благодарам.